Пред известно време, можеби беше тешко да се најдат жени диџеи. За среќа веќе не е така. Во индустријата во која доминираа мажите, жените го скршија мразот и пионерски го отворија патот за идните генерации кои неприкосновено ќе ги освојуваат сцените во светот. Денес во приказна Жени диџеи. Мојата приказна почнува многу одамна, почнува кога бев многу малечка. Јас сум воспитана од родители со многу музика. Се слуша музика од кога сум родена и израсната сум во класична музика најмногу. Одев и во музичко училиште, свирев клавир, ама сватив дека таму мора многу да се вежба и за да бидам музичар по струка мора многу да вежбам, џабе талент. А од друга страна, моите родители имаа магнетофони, имаа касетофони, грамофони, се она што повлекува љубов кон слушање музика. И во принцип јас од кога знам за себе, снимав на радио музика, па дома им пуштав музика, снимав на ленти музика, дома им пуштав музика, плочи, се сеќавам дека меѓу првите плочи бев четврто одделение основна школа, беше Роучфорд. Не се сеќавам на албумот, меѓутоа Роучфорд како бенд се уште постојат, се уште работат и некаде цел живот се подготвувам за таа професија, иако не беше тоа во план. Јас само знаев дека сакам да се занимавам со некаква уметност. Немав дефиниција на тоа што сакам да бидам, меѓутоа знаев дека мора да биде нешто врзано со музика. На 18 години почнав да работам во Класик FM радио, кога почнав всушност и да студирам и тогаш почнав посериозно да ја разбирам радиската работа, затоа што пред се јас сум радиоводител, па попатно почнав да станувам и диџеј, или тоа некако заедно се мешаше. И од 18 година навамо, ете следната година ќе бидат 30 години како сум на сцената, гласот барем ми е на сцената, а 28 ќе бидат диџејски години, цело време сум во тоа, значи работам со музика, пуштам музика или зборувам за музика на радио. Порано, да речеме, секогаш кога размислувам за диџејството, мене прво на ум ми доаѓа Вера Јанковиќ за женското диџејство. Вера Јанковиќ и журките во Зизи Топ. Јас бев мала и не знам, барем моите генерации сигурно се сеќаваат на тие журки во Зизи Топ, а Вера Јанковиќ и денеска растура и денес би одела на незините журки заради енергијата што ја дава Вера. Како било порано, не знам, јас знам дека снимав музика многу, си собирав во папки, рачно запишував се и беше потешко да се дојде до музика. Сега технологијата е многу напредната, фала Богу, и сега е многу полесно да се биде диџеј, од технички аспект, можам да кажам. Меѓутоа, сметам дека за да се биде диџеј, мора прво да се биде слушател. Мора прво да се научи да се слуша музиката, да се најдеме каде сме, што сакаме, малку да талкаме веројатно низ правците на музиката, за да негде созрееме во некој момент и знаеме што сакаме. Сега е дефинитивно полесно, пак ќе кажам заради технологијата, но тврдам дека не може секој да биде диџеј заради тоа што знае да микса и знае технички да одработи совршенство. Ако не знае да направи сет, ако го нема целиот тој сет во главата, односно текот на уживањето. Порано ми се чини дека немаше толку голем интерес. Дури јас и ден денес не кажувам дека сум диџејка, заради тоа што некако тоа ми беше природно со работата во радио да пуштам и музика. И порано немаше толку интерес. Меѓутоа, кога јас бев исто така, значи кога почнав да слушам електронска музика, односно првите македонски диџејки кои што вртеа електронска музика беа Јулија, диџеј Строубери и Ана Банана, и нив ги паметам. И мене ми беа фасцинантни заради изборот на музика, например. Со тек на време
почна и повеќе девојчиња да се интересираат за таа работа, но пак ќе кажам, мислам дека тоа нема врска дали сме мажи или жени. Дали сме прво слушатели, дали прво ја сакаме музиката, дали ја негуваме на прав начин, или пак сме диџеи за да бидеме популарни, условно речено. Нема сега веќе некоја разлика. Повеќе ќе кажам дека многу женски диџеи сакаат да се надпреваруваат со машките диџеи, па наместо да искористат својата женска енергија да ја дадат во својот сет, се такмичат на машки начин. Меѓутоа мислам дека нема разлика, барем по ова ја што го гледам и колку што гледам. Од изненадувачки ниска бројка од 9% во 2012, денес учеството на жените артистки и диџејки во светот е покачено на скоро 27%. Каква е состојбата во Македонија? Се чини дека и состојбата во Македонија не отстапува премногу од светските трендови. Зачетоците на клупската сцена кај нас се разликуваат од сцената која ја имаме денес. Тоа се почетоци кога оваа култура зачнуваше, така да на целата енергија беше многу нова и целата возбуда во тие години беше на едно сосема друго ниво. Ние бевме први многу млади, ја започнав 96-та година со отварањето на клубот Дали, кој што во денешната слика би била многу различна. Клуб кој што од понеделник до понеделник секоја вечер има програма. Таква Скопје веќе не постои. Не е невозможно да имаш клуб кој што континуирано ќе работи со засилено темпо. Потоа клубовите се множе, а журките се множе, а ние учевме како се прават журки, како се организираат журки, како жените имаа огромно учество. Мене поттик ми дадоа токму диџејки, две диџејки, Ана Банана и мојата другарка најдобра во тоа време, Јулија Божиновска, која што како диџеј Strawberry, која што беше еден лик кој што буквално успеа да не мобилизира и да се случи првата журка во Скопје. Така да кога зборуваме за женскиот диџеинг, можам само да кажам дека во тој период се уште го имавме менталитетот и граѓанското однесување кое што ни беше останато од претходниот систем и односите какви беа меѓу луѓето тогаш. Така да другарството беше пред се. И мислам дека во тој контекст првите диџејки немаа проблем. Илина Ангеловска е онака најсериозниот женски диџеј со најдолга кариера кога збориме за електронска музика. Мислам дека и она беше прифатена Сите бевме возбудени кога се појавија колешките. При поставувањето на корените на клупската сцена, се чини дека различностите не се истакнуваат. Не можам да помислам на некаков тип на мизогенија, затоа што во тоа време се уште ние бевме многу отворени за љубов, пријателство, дури парите не беа така битни во електронската музика, во клупската сцена. Тоа беше многу чиста, наивна. Подоцна, сега што знам што можам да кажам. Ми би рекол дека денес има многу диџејки, тие се квалитетни, прекрасно работат, но целата клима во земјата во однос на да речеме правата на жените и на тоа што денес представува една успешна жена е сменета. Гледаме дека општествено се менуваат работите и погледите на лошо, не на добро. Затоа мислам дека не им е лесно. Затоа мислам дека не е доволно само да имаш целосно женски лајнап и тоа да биде доволно. Значи треба да имаш, како што беше порано на времето, имаш лајнап во кој што секогаш има жени кои што тие се самите резиденти на клубовите, кога се резиденти на клубовите, кога ќе им дојде ред, тогаш ќе пуштаат музика. Сакам да кажам дека како на сите жени во нашиот систем, што не им е лесно, бидејќи порано успешна жена беше гордост. Сега гледам дека луѓето се плашат од успешни жени. Се плашат од либерални ставови, се плашат од се оно што некогаш сме го имале, а сега се смета за многу прогресивно. Јас сум растен во средина со родители кои беа прогресивни, модерни и за мене
оваа нова клима во земјата, каде што ние дискутираме за тоа дали жените, дали било која маргинализирана група има права, е бизарно. Ова го увиде и се обиде да го промени Сдруженијето за промоција на женската активност Tea Think. Тие во обид да ги охрабрат сите девојки и жени кои се заинтересирани да ги развијат своите диџејски вештини, креираа работилница за диџејство во рамки на фестивалот за феминистичка култура и акција Прво па женско. Ова е за прв пат под организација на TIT Inc. Иначе јас самата доаѓам од една диџеј работилница која што се случуваше пред 8 години, меѓутоа имаше поинаков концепт и поинакви организатори. Таа повеќе беше фокус на да се научат грамофоните, а за разлика од таа работилница ние тука ги покажувавме и CDJ како начин на работа, како клубски стандард, ајде да кажеме. Нас цел пред се ни беше да дадеме шанса на девојки како помалку застапени во овој свет и преку давање на шанса и споделување на сето искуство што го имаме, да им дадеме ветар во грб и да им дадеме повеќе порив за оваа работа, меѓутоа баш на нив затоа што се помалку застапени во овој свет. Оваа неформална школа ја менторираат искусните диџеи Бојан Јанев, ака Soul Case, и Дијана Димитриевска, ака Дија. Идејата и реализација е на феминистичко здружение TIT Inc., каде што јас и мојот колега Бојан Јанев земавме менторство и во рокот на 4 недели низ интензивна програма која што ние ја смисливме, посветивме време, енергија и споделувавме искуство, се со цел 10 нови девојки да добијат DJ background, односно да добијат вештини и да може сами да се впуштат во овој свет. Интересот беше дупло поголем од што имавме капацитет да примиме луѓе. И тоа од една страна покажува дека има интерес за сето ова, а од друга страна ние имавме капацитет само на 10 души да помогнеме, затоа што сакавме да е интензивно и да навистина посветиме време со секој доволно за да може сам да се впушти понатаму во овој свет. Значи траеше 4 недели, 2 дена во неделата по 3 часа работевме. Програмата ја смисливме јас и Бојан, поминувавме од технички леаут на опрема, работа во софтвери, историја на жанрови, развој на електронска музика, гледавме филмчиња и така некако смисливме да е интерактивна и динамична доволно, меѓутоа пак ќе кажам, фокусот не беше да е интензивна и навистина да научат нешто луѓето што ја посетуваат. Не само да дојдат за да присуствуваат, него навистина да понесат нешто со себе да може да продолжат сами од тука па натаму. Важно е стекнувањето на знаење и вештини, доколку сакаме женската сцена да расте и да се развива. Мои фейворит диџејки кои што во одреден период ми значеле да работат со мене, да слушаат музика со мене. Еми Ермилова е една од нив, Сонја Исмил е колешка која што најмногу, да речеме, допринала да се допреме до звукот и да се засакаме толку многу што ден денес сме сериозни другари. Илина секако огромен респект имам за неа. Дија мене ми е омилената од младите диџејки и јас сум фан. Ја исто така сакам да бидам и фан на некои мои колеги. Имам другари на кои сум им фан. Иако сум постара диџеј од нив, иако имам можеби и поуспешна кариера, во музички јас сум фан. Или ја имам колеги кои што буквално ме воодушевуваат со тоа како работат. Дија е уметничкото име на Дијана Димитриевска, диџејка која повеќе од 10 години е дел од клубската сцена. Технологијата го менува светот on the go во секаков аспект, така што и тука. Меѓутоа, клубски стандард беа CDJ-ите и тогаш и сега. Разликата е што тогаш можеби во Скопје немаше толку многу клубови и кафичи кои што беа соодветно опремени со CDJ. Сега веќе во последниве години тоа се менува, затоа и кај нас веќе стана клубски стандард баш тоа, затоа и сакавме да покриеме и грамофони и CDJ и се надевам дека успеавме, затоа што дел од девојките кои што беа учеснички веќе има по една или две журки, и ние сме апсолутно горди на нив. Просторот за диџејки во Македонија се создава некаде при крајот на 80-тите. За прв пат жените почнуваат да селектираат музика. DJ Стела, DJ Вера, DJ Цена беа предвесници на она што денес го прават жените во електронската музика и се нарекува битмиксинг. Радиото 103 има мощна важна улога во тој развој, давајќи им простор на жените да ја избираат музиката за програмата.
Јулија и Јана Банана се првите диџејки кои настапуваа во Скопје и низ другите градови во Македонија. Денес сликата за присуството на жените во оваа професија во Македонија можеби не е идеална, но секако е различна. Непознавањето на можностите и непристапноста до скапата опрема честопати се причини поради која многу девојки се откажуваат од својот диџејски сон. Има се повеќе и повеќе девојки диџејки. Секако дека ако споредиме пред неколку години до сега бројот е поголем, меѓутоа никогаш не е доволно, се уште е ова машки доминантен свет. И тоа има своји циклуси, и зависи како го гледаме. Во таа насока, значено е да се напомене трудот на феминистичката платформа Медуза Скопје и Центар за визуелна антропологија Белград и краткиот документарен филм Заедно, сложни жени, дискоградат, Скопје. Охрабрува фактот дека младите девојки кои се занимаваат со оваа професија силно се трудат да придонесат за родова еднаквост во оваа професија, но и за поттикнување на нови примери со кои жените ќе ја надополнат сцената зад пултот. Јас да не сум оптимист, нема да работам оваа работа скоро 30 на години, затоа што само тоа ме одржува, мојата љубов кон музиката, моето дружење со диџејките и со диџеите. Треба да го афирмираме воопшто диџеингот како сериозна професија. Исто така да ги создадеме условите да не може да се случува дискриминација, да не постои, да биде едноставно природно како што било некогаш на самиот почеток. Ние го менуваме светот. Не може некој од надвор да ни го смени клубовите, не може некој од надвор да ни ги отвори промотерските агенции или да не застапува нас. Значи сцената ја градиме заеднички и во тој смисол треба да имаме малце поголем слух за потребите на оние кои што работат во клубовите, а тоа сме ние диџеите. Значи, не завршува приказната во букингот и исплатениот хонорар. Има малце поголема дискусија на сите нивоа и најверојатно таа дискусија треба пред се да направат најмладите диџеи. Оние кои што имаат моќ да менуваат сцената. Сега, ќе ме прашаш мене зошто они имаат, а не јас. Затоа што јас сум диџеј кој што буквално е човек кој што на кого веќе ми се верува многу, знаеш? И јас можам само да ги пратам оние кои што ја прават револуцијата. Ја можам да ги поттикнам. А тие се оние кои што влечкаат луѓе со нив. Тие се оние кои што носат публиката во клубовите. Затоа доаѓаат. Јас кога бев на нивни години, секоја недела продавав по 800 карти. Доаѓаа да го видат Зоки Бејбе во Елемент. Сега такви диџеи имаме и тие го менуваат светот и тие треба да отворат сцената и да бидат толерантни за секоја различност, бидејќи подиумот не трпи дискриминација. Оваа култура потекнува од крајот на 70-тите години и е исклучиво развиена од маргинализираните групи. Како почна вашата приказна како диџејка? Прилично неконвенционално, како ја кажам, со хумористични примеси. Мојот прв диџеј настап беше на 1 април во рамки на еден маскенбал кој што се организираше во никогаш не прежалениот клуб Лудница во Дебармао, кој што го држаше нашиот познат режисер Срđan Јанакиевиќ. И на негова покана настапив на првоаприлската забава под маски. И вечерта беше многу успешна и тој само ми кажа, се гледаме следниот петок. Јас нешто као не годував, овона се влечкавме цела недела по телефони, пораки, но едноставно тој беше убеден дека тоа треба да го правам и продолжив. Така што тој е виновникот. Долги години бев дел од тимот на Форум магазинот и граѓанската организација Форум Центар за стратегиски истражување и документација. Значи, таму работев 15 години и ова беше Side Story. Работев таму и како новинарка, и како програмска координаторка. Долги години работев и во единственото независно радио во Македонија, Канал 103. И во тој период додека бев таму, пуштав музика, а изминатите скоро 6 години сум дел од тимот на Младинскиот културен центар во Скопје. Може ли да се живее од професијата диџеј?
Знам дека ова не е единствената професија со која што се занимавате во моментов. Зошто е тоа така? Во Македонија? Не. Не. Веројатно некаде во светот, ако успеат да се етаблираат добро, ако успеат да се излактаат со храбриот машки свет, да. Но во Македонија дефинитивно не. Па затоа што во Македонија не е, како ја кажам, не е сериозно сватана оваа професија. Се уште добива третман на луѓето, например, кога ми викаат: "Еј, блази си ти, одиш и се забавуваш." Да, јас одам и се забавувам. Примерно се забавувам кога пуштам музика, меѓутоа јас го работам тоа. Значи, сериозно и посветено го работам веќе колку, скоро 18 години. Така што тоа е третманот. Не се доволно платени диџеите во Македонија. Се уште сме оставени така на добрата волја на газдите на кафетериите или клубовите каде што пуштаме музика, на тоа колку они мислат дека треба да наплатат и така натаму. Колку на светско ниво жените се уште малцинство во оваа професија? Каква е ситуацијата кај нас? Колку нашата клубска сцена е отворена кон жените диџеи? Дали жените диџеи се прифатени еднакво како мажите? Да, мислам дека сме тука некаде рамноправни во нерамноправноста. Што се однесува до хонорарите или до тоа колку ни дозволуваат, нели, да бидеме присутни на сцената. Предходните, мислам, тоа се менуваше, таа слика се менуваше, како во Македонија, така и во светот. Значи, колку успеваат жените да се наметнат на оваа сцена, таа ситуација се менува и има еден позитивен тренд. Например, не знам, пред 4-5 години, ако го отворевте YouTube каналот на Boiler Room, една од најпознатите платформи каде што се презентираат диџеи, се едно, значи, многу познати, малку познати диџеи во подем и така натаму, ќе забележавте дека, ако одите баш онако, скролате по YouTube каналот, ќе забележавте дека доминираат мажи диџеи. А сега таа слика е прошарена. Да, има и многу жени диџејки. Исто и тука во Македонија. Значи, кога јас почнував да пуштам музика, бевме некои 3-4 диџејки, сега се сигурно 30-тина. Јас колку што знам, а веројатно не ги знам сите. Дали сте биле дискриминирана некогаш? Мислам, верувам дека тие ситуации непријатни кои што ми се имаат случајно, додека настапувам како диџејка, немало да ми се случат доколку бев машко. Но сум била дискриминирана затоа што сум жена и во многу други ситуации. Значи, не само кога сум настапувала како диџеј. Колку во насока на унапредување на можностите и правата на жените во оваа професија, колку од аспект на родовата еднаквост е важно женското делување? Женските движења или феминистичките движења и струи мора да направат промена. Значи, тие постојат и се тука за да направат промена. Секако мора да се обединат. Значи, не треба да се фрагментираат и треба да ги понесат многу повеќе, како ја кажам, заеднички содржатели. Не само борбата за правата на жените. Па видете, наративот е некултурен. Прво треба комплетно да го промениме. Целиот наратив, општествен, социјален, па и оној феминистички наратив. Како се подготвувате за вашите сетови? Па тоа е континуирана работа. Како ја кажам, не знам, слушам музика постојано и она што ќе ме завози или разигра во моментот е нешто што дефинитивно ќе се најде на мојата сет листа за следниот настап. Па не се трудам да освојам никого. Мислам, се трудам, како ја ви кажам, мене ми е многу важно луѓето кои што се дојдени во тој локал или во тој клуб, вечерта да си поминат убаво.
и навистина се трудам околу тоа. Например, вчера пуштав музика во едно релативно ново место во Скопје, кое што успешно се впишува во листата на скопски топоними и немаше многу луѓе, мислам, да, беше полн локалот, меѓутоа не беше раздвижена атмосферата, седаа луѓето и се разговараа, па така не можев да ги оптеретувам, да ги обременам со некаков пожесток ритам, туку едноставно им пуштив музика која што ќе биде пријатна за она што го прават во моментот или она што сакаат да го прават. Имаше две девојки, кога пуштив некоја побрза музика, не знам од каде беа, зборува англиски, баш едната дојде и рече као ова е феноменална песна, као дали може да ја запишам, како се вика, не успела да ја најде со оние програми Шазам со кои што нели се лоцираат песни. Што би направиле вие во таа насока како жена? Што би смениле за во иднина да возможите повеќе простор, повеќе права за идните жени во оваа професија, можеби и за вашето дете? Не знам дали би се зафатила со менување на условите во нашата земја во име на диџејската професија. И во име на тоа кога мојата ќерка би сакала да се занимава со тоа. Не. Јас долги години се занимавав со тоа оваа земја да стане навистина пристојно место за живење за сите луѓе тука, подеднакво. А уште немав дете. А сега, откако имам дете, навистина гледам, бидејќи веќе сум свесна дека моето делување или мојата некаква проактивност или активизам можат само да и наштетат. Не велам дека сум пасивизирана, туку гледам само да ја заштитам или да ја смалам штетата која што може да и се случи. Затоа што навистина живееме во едни жестоки времиња и во една земја во која што долги години, да не речам децении, се фаворизираше заглупавување на народот, онеписменување, силеџиство, бруталност и така натаму. Колку вештачката интелигенција ќе биде предизвик? Дали таа ќе ги смени правилата на играта? Вештачката интелигенција е тука. Јас денес разговарав со моите пријатели од тој свет. Значи, ChatGPT е секојдневие и ние со тоа мора да се соочиме и мора да го прифатиме и треба да успееме да го извлечеме најдоброто. Секако, дека како и со сите нови изуми, иновации, ќе се случува зли луѓе да се обидат тоа да го злоупотребат во име на некакви своји лукративни побуди. Меѓутоа, ние сите навистина треба да се обидаме да го извлечеме најдоброто од технолошкиот и информатичкиот напредок. Како прво не треба да се плашиме и како второ треба да бидеме отворени за нови знаења и треба да бидеме љубопитни. Разбирам, значи имав и јас некаква задршка околу користење на AI за најразлични работи кои што ги правам. Меѓутоа тоа е реалноста, да, виртуелна, меѓутоа и оваа реалност никогаш не била далеко од виртуелна, ама тоа е веќе една друга тема. Марга Сол е диџејка и музичка продуцентка која е присутна на домашната, но повеќе на интернационалната сцена. Љубовта кон музиката се раѓа во незиното детство. Љубовта кон музиката започна уште од јас се сеќавам 5 години, кога добив подарок од мојот дедо, мал синтесајзер со 2 октави и за роден ден и веднаш почнав да креирам музика. Израсната сум со навистина квалитетна музика од дома, значи едуцирана сум со џез музика, квалитетна електронска музика, во времето кога се слушаа Backstreet Boys во наше време. Јас растев со џез, со класика, со Жан-Мишел Жар, со Kraftwerk, значи тие такви некои, да речам, еминентни имиња во музиката.
и мојата едукација е малку поразлична. Љубовта, мислам дека од кога се родев јас сум заљубена во музика. Да речам дека првата едукација моја за музика беше 13 години, кога почнав да свирам пијано. Имав приватни часови по пијано, потоа поради финансиската состојба во тоа време, сите фамилии, повеќето фамилии беа настроени кон survival, значи преживување. Така да поради лошата финансиска состојба немав можност да продолжам со тие часови, меѓутоа љубовта кон музиката и пасијата некако ме водеше да стигнам до одредени личности кои што за ден денес ги спомнам, како Валентина Скендеровски, каде што ми овозможи да се едуцирам за музичка продукција, рекординг. Останав да работам во неговото студио. Тој го започна училиштето, нели музичкото училиште, ја бев една од првите во неговата група. Ја продолжив едукацијата со музичка продукција, искуство со снимање на сите најголеми наши звезди и така натаму. Продолжив со мојата музичка продукција паралелно. 2003 година си купив опрема, собрав финанси како знаев и како умев, работев како графички дизајнер само со цел да соберам средства за да си ја купам опремата поради огромната љубов кон музика. Паралелно градејќи си го студиото, почнав да работам како диџеј, значи веќе сум 18 години на сцена. Марга е првиот македонски диџеј, односно диџејка која настапувала во светски познатиот бренд Будабар. Скоро 2 децении работи како диџејка, а оваа професија ја открива благодарение на Роџер Санчес, со кој остварува и соработка во неговото радио шоу. Првиот момент кој што ме фасцинираше беше еден настап на Роџер Санчес кај нас на Саем. Јас секогаш бев во првите редови, никогаш не бев на страна да си пијам некоја пијачка или нешто слично. Ја бев онако што најмногу се журка на тие настапи. И моментот на таа сила и енергија која што диџејот ја има врз цела публика, моментот на адреналин, каде што сите се соединуваат како едно, ми беше баш на кликот, каде што ја одлучив дека јас морам да бидам диџеј, го обожавам ова да го правам. Си ја купив опремата и баш се сеќавам во Алфа Аудио, се зборуваше низ Македонија, некој девојче купи веднаш опрема, најновите пионирски диџеј. Јас почнав на грамофони да учам, како се работи. И вамо таму, од муабет, од еден на друг, почнав да работам, си купив си диџеј и тоа си започна онака да си тече. Дигиталното време во кое живееме ја олеснува оваа професија, споделува Марга. Сега е на вистина многу полесно. Значи со новата технологија, порано не постоеше sync button за оние кои што се диџеи знаат. Значи не постоеше sync button, значи се треба да се микса по слух, треба да знаеш што да смиксаш, како да смиксаш, која музика за да се одржи енергијата. Значи на вистина треба да се работи. Денес технологијата е толку донесена на толку едноставно ниво да може секој да биде диџеј. Но јас секогаш дефинирам разлика меѓу диџеј и диџеј. Некој што знае да смикса 2 песни, да стисне 2 копчиња, не е диџеј. Значи диџеј е некој што знае да ја чита публиката, он некој што знае да си го пренесе своето, а сепак да ги соедини сите во едно. Значи тоа е навистина многу поголем бекграунд. Разликата е тоа што порано беше потешко да се стане диџеј. Значи да се издвои некој како диџеј, особено ние жените. Денес многу е полесно, особено со тоа што се промовира друг елемент кој што јас лично не го почитувам. Значи се промовира женски диџеј преку елемент на еротика, промовирање на голотија и така натаму, што навистина за мене ја потценува професијата на диџејство. Денес диџејките ги добиваат правата и третманот кој ги заслужуваат еднакво како и нивните машки колеги. Во почетокот беше да речам, имаше поинаков третман, во смисла немаше толку доварба дека женско може да биде диџеј. Не постоеше толку голема доварба затоа што сепак се сметаше за машка професија. Денес мислам дека се веќе изедначени, машки диџеј и женски диџеј, и мене ми е навистина драго што е тоа така. Јас се сметам за диџеј, дали сум женско или машко ми е сеедно, затоа што тоа што го работам со тотално еднакво високо ниво на пасија како било кој машки диџеј кој што е успешен во оваа професија. Така да мислам дека веќе нема некоја разлика.
Марга има богато портфолио кое вклучува договори со Virginia Records, соработува со Sony Music, Universal, EMI, Karma Lofty Ibiza, а нејзините песни може да се слушнат на Spotify, iTunes, Beatport и многу други музички мрежи. Искуствата на светскиот пазар ја овозможуваат да се развива дополнително, нешто што и недостасува на музичката сцена во Македонија. Кај нас дома и надвор е тотално различен, затоа јас сум многу поактивна надвор од Македонија, за жал. Сцената во Македонија беше предобра до пред 10 години. Моето искуство тоа го кажува. Мислам дека умира клубската сцена кај нас, за жал. Се промовира нешто друго кое што не е клубска сцена. Секаде надвор си има андерграунд сцена, си има клубска сцена, си има диско сцена. Значи се знае која музика каде се сервира. Кај нас е све вака и мислам дека од тој момент кога почна све да се меша, падна нивото, културата на слушање на музика, едукација кај младите, особено за електронската музика, не мора тоа да биде техно и така натаму, меѓутоа генерално електронската сцена и клубска сцена кај нас замира и се надевам дека ќе се случи некоја чудо да се врати повторно назад. Разликата е огромна во однос надвори овде. Нина Кравиц е можеби пример за кршење бариери. Нејзината сурова страст за музика и бестрашен пристап ја направија баран диџеј и продуцент. Кои се диџејките кои го отвараа патот за жените во оваа професија на светско ниво? Пред известно време можеби беше тешко да се најдат жени диџеи. За среќа веќе не е така. Во индустријата во која доминираа мажите, жените го скршија мразот и пионерски го отворија патот за идните генерации кои неприкосновено ќе ги освојуваат сцените во светот. Талентираните жени диџеи донесоа уникатен стил и нова перспектива на музичката сцена. За една од највлијателните личности во оваа индустрија се смета Никол Мудабер, позната е по нејзиниот специфичен спој на техно и хаус, таа ја воодушевува публиката со нејзиниот беспрекорен музички избор. Преку нејзината издавачка куќа Mood Records создава простор за нови таленти, отворајќи ги вратите за идните жени диџеи. Друго истакнато име во царството на денс музиката е Црната Мадона. Оваа уметница родена во Чикаго, позната по својата моќна енергија и еклектичен стил, беше движечка сила на андерграунд музичката сцена. Со својата уникатна способност беспрекорно да комбинира диско, хаус и техно, The Black Madonna доби и посветени следбеници. Таа е име со кое што се отвораат бројни фестивали и клубови низ целиот свет. Уште едно име е значајна диџејска фигура која придонесе за рушење на бариерите, Нина Кравиц. Таа во текот на денот работи како стоматолог, а навечер пушта музика. Нејзината сурова страст за музика и бестрашен пристап ја направија барана диџејка и продуцент. Кравиц стана инспирација за многу женски уметници. Жените диџеи се соочувале со бројни предизвици и стереотипи во текот на нивните кариери. Честопати биле принудени и двојно да се докажуваат во индустријата во која доминираат мажите. Сепак, нивната решителност и талентот им овозможуваат да го освојат вниманието. Низа анализи покажуваат дека во 2012 година имало изненадувачки ниска застапеност од 9% на жените диџеи на музичките фестивали. За среќа во периодот кој што следи, ова почнува да се менува, па сега учеството на жените артистки и диџејки во овие фестивали во светот е покачено на скоро 27%. Се уште во светски рамки присутноста на жените е пониска во однос на нивните машки колеги. Интересно е да се спомене дека фестивалите кои што се транспаренти во однос на начинот на нивното финансирање, како и фестивалите со женски уметнички директори, покажале поголем интерес за трудот на диџејките, додека пак големите фестивалски сцени се уште покажуваат помал интерес за жените диџеи наспроти нивните машки колеги. Джасинда Ардерн беше премиерка на Нов Зеланд. Еден од интересните факти за неа е диџејството. Време е за артикулација.
Поранишната премиерка на Нов Зеланд, Джесинда Ардерн, со своите 37 години стана најмладата премиерка во светот, претворејќи се веднаш во символ на светскиот прогресивизам, глобална икона на левичарските политики и еден вид жив манифест за жените лидери во еден тежок и маскулинистички меѓународен контекст, дополнително затруен од популизмот, економската криза и пандемијата. Ардерн го привлече вниманието на светските медиуми и како прва жена која се породила за време на мандатот по Беназир Буто. Вог ја прогласи за млада и современа жена со либерални ставови, божествена и искрена. За нас е интересен фактот за нејзината кариера пред да стане премиерка на Нов Зеланд, кога Джасинда била диџејка. Таа ги воодушевила нејзините обожаватели со 45-минутен сет на музичкиот фестивал Oakland's Laneway Music во 2014 година. Денес бевме во прекрасно друштво со надеж дека и во иднина ќе расте бројот на диџејки. Довидување!